Полицијата лиши од слобода двајца скопјани на 26 и на 22 годишна возраст, затоа што како одговорни лица на угостителски објекти во Скопје, на подрачјето на Центар, пуштале музика за време на денови на жалост. Тие се сомничат за кривичното дело организирање отпор, односно непослушност према законити одлуки или мерки на државен орган, што според кривичниот законник се санкционира со парична казна или затвор до 3 години. Во текот на вчерашниот ден во угостителски објекти каде тие се одговорни лица била пуштена музика, односно не била почитувана одлуката на владата за 7-дневна жалост. Веднаш е постапено од страна на полициските службеници на СВР Скопје и одговорните лица се лишени од слобода, а по документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни пријави во врска со член 387 од Кривичниот законник. Поголемата трагедија во Кочани, каде животите ги изгубија 59 млади луѓе, се активираа и општинските инспектори кои започнаа контроли на објектите под локална надлежност. Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Кисела вода, Орце Ѓоргиевски, вели дека веќе закажал седница на управниот одбор за во понеделник, кога ќе се прецизираат сите детали околу овие надзори на општинските инспекторати и ќе се договори меѓуопштинска соработка. Сите наши инспекцијски служби во координација дополнително со централните институции вршат проверки, првенствено на објектите кои се со јавен карактер, како градинки, училишта, културни установи во општините и така натаму. Ова е вонреден инспекцијски надзор. Ние во понеделник свикавме седница на управен одбор да се избрифираме, понашто и во наредниот период ќе го правиме, ќе биде и проверка на сите локали во општините, во кафичи, ресторани и се останато. Понаму каде што немаат доволно инспекторски служби, ќе си помагаме општините меѓусебно со меѓуопштинска соработка и токму една од темите на управен одбор на ЗЕЛС во понеделник ќе биде тоа. Општините се жалат дека постојат неусогласености помеѓу повеќе закони, што им создава проблеми при нивната примена. А Ѓоргиевски вели дека токму овие законски недоречености ќе се најдат на дневен ред на седницата во понеделник, а ќе се барат пратениците да ги преточат во нови законски решенија.